Роденденот на црквата Духовден ги собра македонските верници во градот Мајнц, Германија. На овој празник, македонските верници од црквата Свети Никола прославија 10 години постоење на својот свет храм. Храм кој не е само место за молитва, туку дом за солниште и жива приказна за тоа што значи сплотеност далеку од татковина. Со литургијата начелствуваше европскиот митрополит господин Пимен, заедно со парохискиот свештеник Константин Павловски. Ние денес спомнуваме тој ден кога што апостолите смирено чекајќи да се исполни ова ветување Христово, се молеле заеднички во горната соба, со што вели Евангелието, и додека се молеле и пребивале во молитва, се зачул шум, се посилен ветар и се сигнал Свети Дух, видно огнени јарци, пресекувам огнев подигнеше. Во тој момент, примајќи го Светиот Дух, оние обични и прости рибари стануваат ловци на човечки души. И веќе изследуваат меѓу народот и ја прават првата мисија, првата проповед јавна меѓу народот. И чудото што го имаме на тој ден, и за кој што се спомнуваме денес, е чудото на езиците, затоа што овие дотогаш прости и неуки рибари кои го следеле Христа и го сакале со сето своје срце и душа, кога излезле на площадот, кога излезле на пазарот, почнали да проповедаат и секој го слуша својот јазик и секој го разбира словото што се говори за Бога. И поради тоа денес е денот кога црквата за прв пат се омасови, кога многу што на луѓе поверувале во Христа по проповеда на светите апостоли и почнале да веруваат во Христа и тоа почнало да се формира да се големува црква. Затоа и овој ден го нарекуваме ден роден ден на Светата црква. За македонците во Мајнц и околината, црквата не е ѕидина и убав иконостас. Црквата е остварување на сонот на генерациите пред нив, да имаат свој храм. Токму парохијата е таа која ги држи поврзани оние кои со години живеат овде, а е прибежиште и подршка на оние кои допарва доаѓаат. Тука традицијата не се раскажува, туку секојдневно се живее и пренесува на идните генерации. За мене представува големо нешто затоа што имаме тука во Германија наш храм кај што може да најдеме духовен мир, кај што може да се сретнеме како македонци. Имаме еден прекрасен отец Константин кој секогаш е тука за нас, за било кои потреби. За мене лично како гастарбајтерско дете роден тука во Германија, представува и со големо задоволство за да и моите деца може да бидат секоја неделя тука и да се молат и да ги научат нашите обичаи и нашите традиции. Сум од самите почетоци тука во оваа заедница, долги години во две различни посади. Долги години бевме без стабилен отец. Последниве години го имаме прекрасниот отец Константин кој се грижи за сите нас. Функционираме, можам да кажам, безпрекорно. Имаме многу луѓе кои се трудат да помогнат, имаме луѓе кои се константно тука, имаме пасивни и активни помагачи. Отецот е 24/7 на располагање за сите потреби на луѓето, значи функционира супер. Имаме основано и црковен хор, прекрасно звучи, отецот не надпева сите, мислам дека нема подобар од него, но за празниците прекрасно чувство. Ако ќе се враќаме низ годиниве, да кажам, многу добро е, затоа што, да кажеме, храмот е пред 10 години удека
овој наш храм опстанат. Така да од 1989 да речам по старата генерација родители наши, бујковци, стриковци и така натака го узвоможиле ова да може да опстане воопште. Така да се решивме ние помладите со иницијатива и со помош и со труд и со сила од многу наши народ, така да можеме да наши храм да изградиме. И тој храм од многу значи за нас да имаме нешто свое, како се чувствуваме многу добро. Имаме наш отец тука Константин, тука што е, имаме наш тука е стално што е, порано иде од Македонија, па на празници едно друго, а тоа е едно голямо значење да имаме собирање во недела, тука се собираме и празници, а во и секоја недела се собираме да имаме нешто наше. Така да мислам да и многу е важно каде да сме ние македонци, да имаме нешто наше кај што можеме да се отлониме, да се чувствуваме и ко дома. Ние сме доста години тука во странство, да речам така, и во Америка, сигурно и Канада и други земји во Европа, да речам. Тоа е многу големо значење да се шириме културата за нашите деца, имањето да го имаме и све тоа што има едно значење за тоа што го чувствуваме да сме ко дома малце. А ако не сме дома, ама со наши народ, многу повесело е, душата е друга и се натака. Нашите луѓе овде не се само верници. Тие се организатори, наставници, играорци, домакини, советници, уметници, волонтери. Го учат јазикот на децата, ја чуваат културата, слават, тажат и се радуваат заедно, онака како што било дома. Во склоп на црквата постои црковна општина и одбор повеќе од 50 години. Па ние сме исто со родителите заедно секоја недела во црквата и гледаме најмногу што може да учествуваме во све да се помогнет и исто така имаме и секоја недела играорна и вежбаме и спремаме настапи, исто така нашата наставничка не припрема и секоја недела имаме играорна. Па ние се трудиме најмногу што може да настапуваме вака за поголемите празници, например Великден, Свети Никола исто за името на црквата и имаме играорна секоја недела. Тоа е најмногу што може моментално, бидејќи сите се преку недела зафатени и се трудиме најмногу што може да вложиме во тоа. Па моментално сме околу 30 во играорната. Моментално сме само женски и се надеваме дека ќе почнат и машки да идат. Исто така бевме и во Линц. Сега пред една недела имавме таму концерт и се спремаат уште многу концерти во исто така и во октомври имаме за во други градови низ Европа и така. Јас сум веќе 9 години во Германија и на почетокот не беше многу тешко, ама со помош на црквата и со помош на оваа општина се чувствуваме како дома и сме многу повеќе снајдени од на почетокот и да, се чувствуваме многу подобро од на почетокот. Во црковната општина имаме и часови по македонски јазик, каде што помалите може да ја учат азбуката, нашиот јазик и култура и традиција, како и нашата религија, што е најбитно. Постоиме скоро 50 години као црковна општина. 2010 се изгради храмот, 2014 се заврши, а 2015 се освети храмот, така да 10 години од осветувањето ние го славиме денеска. Ние као црковна општина немаме само духовна како да кажам, духовна улога, туку и социјална. Сите македонци што иде во минатите години што се изнасобра, ептен пуно што се иселија од Македонија, бараат место кај што можат да се дружат со македонци, социјални контакти да почнат, зашто нов почеток е во друга држава се разбира, така да најблиско им е со македонци да се дружат и чисто да дојдат до себе да видат кај има можности, кај има станови, кај има работа. Тоа се пуно работи што се развиваат околу црквата. Имаме играорна, така да и културно-уметничко
друштво имаме што чисто ете и за младите имаме голем круг помагачи, верни браќа и сестри што се жртвуваат скоро секој ден, секојдневно помагаат, трчаат и тоа така функционира. Жуваат 10 години од осветувањето на храмот, а 9 од тие 10 години парохиски пастир на црквата е отец Константин Павлевски. Човекот кој имаше задача да го пронајде изгубеното стадо и човек по човек да создаде жива парохија, која пред се и над се ќе го живее Христовото Слово. Денеска славиме 10 години јубилеј. Значаен јубилеј, бидејќи во овие изминати 10 години успеавме како црковна општина и како храм да пред Бога да се покажеме како духовна заедница која што правилно ја практикува сопствената вера. Како свештеник парохиски сум веќе од 9 години, од 2016 година, со постојано работно место и живење тука во овој храм Свети Никола. Дојдов како свештеник, но црквата беше изградена, значи се ова што денес го гледате веќе беше направено. Но во тоа време пред 9 години храмот беше направен, но за жал, бидејќи немаше постојан парохиски свештеник и постојан духовен живот, можам со право да кажам дека црквата беше посетувана, но во многу мал број. Што значи народот немаше литургиски живот и не учествуваше во светите тајни на црквата, но со текот на времето, од година на година, бројот на верниците кои што редовно доаѓаат на литургија, оние кои што го живеат правилно и ја практикуваат правилно верата е се поголем и поголем, така да би рекол дека секоја недела имаме барем по 60-70 верници кои што присуствуваат на богослужбите, но за големите празници многу повеќе. Луѓе кои што се исповедаат, луѓе кои што, како што кажав и претходно, ја практикуваат правилно и точно верата. Илјади македонски верници потпаѓаат под парохијата со која раководи отец Константин, а се поголем е бројот на крштевки и венчавки низ текот на годината. Патот од сон и желба до изграден и осветен храм. Верниците во Мајнц заеднички го одеа и поминаа заедно со европскиот митрополит господин Пимен, кој беше и остана нивна постојана поддршка. Владиката Пимен вели, црквата овде е радост и пример за тоа како треба да функционира една заедница. Најпрвен ден го честитам на сите православни луѓе, односно на сите христијани кои оваа година заеднички го славиме празникот на Синове на Свети Дух врз апостолите. И еве како што спомнавте, денес таа богослужба направивме во црквата Свети Никола во Мајнц, црквелишто кое што токму овие денови слави 10 годишен јубилеј од осветувањето. Ова е црква која што навистина има со што да се пофали. Во овие 30 години од постојањето на Европската епархија, оваа црква беше една од ретките примери како треба да се развива црковниот живот и како од сон може да се дојде до веќе реализирана, изградена и осветена црква. Благодарение на тоа што тука најпрвен се подмлади црковниот одбор, тоа беше втора генерација на наши луѓе, кои што се синови и керки на оние први луѓе кои што биле во црковниот одбор во оваа црковна општина, со нивното влегување кој се случи пред 21 година. Тоа беше и првиот црковен одбор со кој стапив во контакт и беа луѓе кои што навистина се потрудија и таа нивна вложеност во црквата
државата, со тоа што веќе тие беа тука школувани, беше многу полесна комуникацијата и со државните власти, но и беа представници на она време веќе кога техниката одеше напред, имавме првата побрза комуникација. И ете, не само што успеа да се вложат во сето тоа и да го реализираат сонот на нивните родители, да се стави камен теmelник, потоа и да се освети црквата пред 10 години. И со нивното повлекување веќе со минувањето на оборите дадоа еден правец како треба да се движат, не само правец за тука во Мајнц, туку да биде пример за тоа како може со една поактивна комуникација со надлежниот архиерей и преку својот свештеник да се стигне до многу големи резултати. Затоа навистина ми е мило што се успеав денеска да видам овој празник, ова црква. Литургиското славење на големиот празник духовден и одбележувањето на 10 годишниот јубилеј се само доказ за религиската поврзаност на македонскиот народ. Желбата и трудот да останат своји, иако се опколени од тугинци. Да ги чуваат корените во денови кога модерното лудило се повеќе ја истиснува традицијата. И да остават аманет на едните генерации, дека тие се македонци, христијани, кои ја живеат својата вера и ја чуваат својата нација.